Добар ден! Во денешното издание ќе ги славиме вистинските автомобили, оние со цилиндарски мотори и многу коњски сили. За љубителите на Мерцедес, представувањето на секоја нова генерација или надградба на иконската S-класа е празник, а таа сега е рестилизирана и има нови мотори. Враќање во реалноста ќе биде тестот на новата Opel Frontera, која првпат ја тестиравме на Мајорка, а сега и во македонски услови. Почнуваме со флеш вестите. Во Opel започнаа да паѓаат првите жртви на одложената електрификација. Промената на стратегијата ги скрати плановите за враќање на манта. Најавите за лансирање на овој модел проследени со концептот во 2021 со голема радост беа дочекани од ентузијастите и љубителите на марката и нејзините вечни вредности. Но сето тоа сега е ставено на чекање, иако од компанијата официјално имаат потврдено дека веќе се направени дизајнерски модели како предлози за изгледот на идното електрично купе. За жал, реализацијата на овој проект сега ќе мора да почека некои подобри времења, најмалку до 2030-та, бидејќи среднорочните приоритети даваат предност на некои други модели. И покрај сите напори, Stellantis се уште не е начисто како ќе ги поправи своите американски позиции, посебно оние на Chrysler и Dodge. Понудата на овие две марки делува нестварна. Chrysler ги има само моноволуменецот Pacifica и неговиот сестрински модел Voyager. Dodge се ослонува на новиот Charger и прастариот Durango, а обидот да се освежи гамата со американската верзија на Alfa Romeo Tonale, која таму се продаваше како Dodge Hornet, заврши. Неуспешно, бидејќи за 3 години колку што беше на пазарот беа пласирани само 40.000 примероци. Дилерите на брендот се мачеа со продажбата која колку толку се движеше главно заради огромните попусти со кои цената некогаш дури и се преполовуваше. Купувачите сепак не го сакаа, а на тие на кои им се допаѓаше неговата механика на располагање се уште им стои оригиналниот Tonale. Со голема помпа една непозната кинеска компанија, зад која стои капитал на Xiaomi, го најави доаѓањето на малиот електричен родстер SC01 во Европа. Ништо бомбастично би рекле, но перспективата ја менува фактот дека ќе се произведува во Италија. Планирани се 1000 примероци кои ќе ги привлекуваат купувачите со стилот налик на легендарниот Stratos на Lancia и ниската тежина. Двата погонски електромотори со заеднички 435 коњски сили ќе го забрзаат до 100 км на час за само 2,9 секунди, додека батериите од 60 кВт ќе бидат доволни за 500 км. Ослонувањето е тркачко, во внатрешноста нема големи екрани, а цената се проценува на 60.000 евра. Ital Design, кој од пред некое време има нов собственик, се зафати со храбра мисија да ја ревитализира Honda NSX, која не се произведува од 2022-та. За таа цел направени се некои трансформации како дизајнерско наследство од првата генерација. Додаден е заден спойлер со мигавци скриени под него. Стоп светлата се во облик на пливачки прстен, а на покривот е поставен нов отвор за воздух.
Амблемите на Honda се со црвен финиш, предните светла со отстранливи поклопци, а тркалата црни. Со тоа, мускулатурата на автомобилот е истакната и истовремено се задржани чистотата на оригиналните линии. Ital Design наводно веќе има добиено одобрување од Honda да може во ваков стил да преработува постоечки примероци на NSX. Просто е неверојатно како луѓето паѓаат на шлакнати работи, како што е ова 8-метарско чудовиште од автомобил, подпишано од компанијата Aznoma Automotive од Монца. Настанат како помпезен спој на елеганцијата од минатото и футуристичките технологии, располага со невиден и тешко замислив раскош за 6 патника, за колку има место во внатрешноста. Донаторот на механиката не е познат, наведено е дека го задвижуваат 4 електромотори со 1000 конски сили спарени со вешес агрегат за продолжување на автономијата. Од компанијата вела дека на специјално барање се подготвени да направат некој примерок, веројатно со повеќе милионска цена. Дефинирајќи ја својата електрична иднина, М-дивизијата на BMW е подготвена за наредниот чекор. Првиот модел од Neue Klasse серијата ќе пристигне во 2027-та. Иновативниот погонски склоп ќе биде сочинет од 4 електромотори, чија моќност не е објавена, но не треба да изненади ако е 4-цифрена. Испораката на сила прецизно ќе се контролира на секое тркало посебно, а ќе постои и можност за целосно исклучување на предната оска, што се постигнува со тоа доста добро знаеме. Батериите ќе имаат 100 киловат-часа, а за подобро доживување во возењето ќе се грижи систем кој ќе симулира промени на степените на пренос. За внесување повеќе емоции се подготвува и посебен звучен пејсаж со генерирање звук на V8, V10 или Twin Turbo 6-цилиндричен мотор. Porsche конечно призна дека со лансирањето на Macan исклучиво како електричен модел е направена грешка која се подготвени да ја исправат. За нов кросовер во гамата позициониран под Cayenne се зборуваше уште пред повеќе години, но тогаш приказната не отиде подалеку од шпекулации. Единствено што беше сигурно е дека компанијата нема така лесно и брзо да одлучи што да понуди. Но со оглед на сегашната ситуација, јасно е дека идејата да се има уште еден бензински кросовер ке стане реалност. Вистината лежи во тоа што продажните резултати на Macan одсекогаш беа добри и требаше да продолжи во иднината како таков. За тоа да се случи, техничката основа сега ќе се бара кај Audi и можеме да очекуваме тој да биде преработен Q5. Но заради веќе направеното, новиот модел кој треба да го очекуваме дури во 2028-та ќе добие и ново име. Според изменетата стратегија, Porsche ќе продолжи да се ослонува на моторите со внатрешно согорување на многу подолг период отколку што изворно беше замислено. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk.
Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. С-класата е икона и се уште успева да биде една од најпосакуваните премиум лимузини. Повеќе од 70 години Mercedes-Benz S-класа е избор на купувачите кои се во потрага по врвен луксузен седан. Дури и со силни конкуренти во последните години, S-класата се уште владее во премиум сегментот. Еве зошто. Обновената S-класа не се срами од дизајнерските елементи што ја дефинираат со децении. Таа е веднаш препознатлива со типични за Мерцедес светла што ја обкружуваат малку поголемата решетка, поостри детали на браникот и погледнете внимателно. Трокраки звезди што ги обложуваат вертикалните летви на решетката. На задната страна дизајнот е инспириран од најновата E-класа. Секое хоризонтално ориентирано задно светло содржи 3 елементи за осветлување во форма на звезди, поврзани со елегантната лента од хром преку капакот на багажникот. Дополнителни хромирани акценти ги врамуваат двојните издувни цевки во основата на браникот. Внатре, S-класа добива суптилни, но забележливи подобрувања. Некогаш доминантниот хайперскрин е намален. Наместо едно непрекинато стакло, инструмент таблата и централниот екран на допир сега се целосно одвоени. Мерцедес ја нарекува својата нова поставеност суперскрин. Се состои од 12,3 инчна дигитална инструмент табла, 14,3 инчен централен екран на допир и 12,3 инчен екран за патници. Системот ја користи најновата верзија на MBUX интерфејсот. Мерцедес, додавајќи функции како генеративна вештачка интелигенција и вградена интеграција на Google Maps. Таа технологија се протега и на задните седишта, каде што два 13,1 инчни екрани се монтирани на предните подпирачи. Можеби најголемата надгледба за S-класата е под хаубата. S580 е напојуван од сосема нов 4-литарски V8 мотор со рамно коленесто вратило. Моторот произведува 537 коњски сили и 750 Нм вртежен момент, зголемени од благ хибриден систем со интегриран стартер генератор кој додава дополнителни 23 коњски сили. Мерцедес декларира забрзување од 0 до 100 км на час за само 3,9 секунди. Основниот S500 добива нов мотор со 6 цилиндри поставени во линија, кој произведува 435 коњски сили и 680 Нм вртежен момент. И покрај тоа што е модел од почетното ниво, сепак достигнува стотка за околу 4,3 секунди и има електронски ограничена максимална брзина од 210 км на час.
Мерцедес исто така нуди погони со плагин хибрид S580E, го спојува ажурираниот 6-цилиндричен мотор со електричен мотор за комбинирана моќност од 585 конски сили, 73 повеќе од претходно. Мерцедес се уште не декларира автономијата, но се очекува да надмине 100 километри. Во асортиманот е задржан и 3-литрениот турбодизел со две изведби. Послабата испорачува 313, додека посилната 367 конски сили. Кај сите изведби моќноста се пренесува на сите 4 тркала преку 9-степен автоматски менувач. Воздушната суспензија Airmatic е стандардна, додека и Active Body Control со интелигентно адаптибилно амортизирање останува опционално. Само со изговарање на марките како што се Ферари и Бугати, јасно е дека се работи за атрактивен изглед, врвни перформанси и делуваат зашеметувачки било каде да се појават. Има нешто и над тоа. Уникатните изработки ги носат работите во орбитата. Станува збор за посебно изработените Ферари додечи цилиндри TaylorMade и Bugatti Veyron FKP, изработен во чест на неговиот духовен татко Фердинанд Пих. Одавајќи почит на јужнокорејската традиција, Ферари представи единствена TaylorMade креација на додечи цилиндри. Подготвен од нивното оделение за персонализација, овој автомобил е резултат на скоро 2-годишната мултидисциплинарна соработка меѓу стајлинг центарот на италијанската марка и 4 тамошни уметници. Надворешноста, чија боја се прелева од зелена во виолетова, е украсена со сини детали инспирирани од корејската керамика и светлината на Сеул. Живописниот резултат е дополнет со провидни акрилни панели и бели сопирачки клешти. Ентериерот зрачи со уметнички креации на традиционалните корејски техники и во него се користени тотално невообичаени материјали, како што се рачно ткаените конски влакна за контролната табла и седиштата. Покривот со прилагодена печатена шема создава единствена интеракција на светлината и сенките. Механиката е позната, 6,5 литарскиот атмосферски V12 мотор и испорачува 830 конски сили кои преку 8-степениот менувач го дотеруваат до максимални 340 км на час. Бугати со специјален модел одаде почест на легендарниот Вейрон, кој пред 20 години од темел ги промени границите на она што кај еден автомобил е можно. Наречен FKP Homage според иницијалите на неговиот идеен творец Фердинанд Пих, тој, иако според комбинациите на бои, силуетата и пропорциите недвосмислено личи на Вейрон, всушност е сосема друг автомобил. Како апсолутен уникат, дел е од ексклузивната програма Solitaire и представува спој на минатото и сегашноста, дизајнерското наследство на Вейрон и технологиите на Chiron Supersport. Неговото срце е W16 агрегатот кој испорачува 1600 конски сили. Каросеријата, која верно го доловува духот на Вейрон, располага со неколку современи детали, од кои најзабележливи се потенките светла. Внатрешноста е чекор подалеку во ексклузивноста. Воланот и централната конзола се изработени од масивен алуминиум, а посебно внимание привлекуваат каенините, направени специјално за него. Јасно, за цената нема официјални информации. Приказната за оригиналниот Вейрон, кој како најмоќен и најбрз автомобил на сите времиња на јавноста е започната уште во 1998 година, кога Volkswagen ги купи правата на името Bugatti. Следеа серија интересни концепти се до 2001 година, кога финалниот дизајн на моделот беше заклучен и донесена одлука за неговото производство.
Требаше да поминат уште 4 години пред Вејрон навистина да биде подготвен да истрча на светската автомобилска сцена, но на оние кои го чекаа, тоа воопшто не им беше важно. Тие со подготвени милиони евра за да платат за него беа трпеливи. Плановите строго предвидуваа да се направат 300 купеа и 150 родстери, ниту примерок повеќе. Така и беше. Форд има силно спортско педигре кое го негува со децении. Помеѓу мускулестите американски автомобили посебно се издвојува Мустанг, кој сега доби изведба Dark Horse SC со околу 700 коњи. Нешто слично е направено и со легендарниот Бронко. Сепак тоа е теренец, па разбирливо е што неговата RTR верзија располага само со 300 конски сили. Ништо покус не останува и Nissan, унапредувајќи го својот спортски модел Z. По 5 години на пазарот, линиите на каросеријата станаа порафинирани, ревидирано е подвозјето и сега се нуди со мануелен менувач. Форд ги израдува љубителите на перформансите со посебни изведби на Мустанг и Бронко. Следејќи ги постулатите на ултимативниот GTD и Dark Horse, новата верзија на американскиот пони е автомобил фокусиран за тркачка патека, но со поприфатлива цена. Има 5,2 литерски компресорски V8 мотор, чиј број конски сили не е објавен, но се очекува да изнесува околу 700. При конфигурирањето на автомобилот се искористени бројни подобрувања превземени од GTD моделот, а каросеријата претрпе опсежни аеродинамички преработки. Редизајнираната маска има зголемени отвори, алуминиумската хаоба е нова, а задниот дифузор и спойлерите ја оптимизираат стабилноста при големи брзини. Стандардни се Magna Ride адаптибилните амортизери, пружините се ревидирани, а Brembo со пирачките унапредени. Перформансите ги подобрува и опционалниот тркачки пакет опрема, составен од 20-инчни тркала од јаглеродни влакна, специјални пневматици и варијабилна контрола на силата со повеќе нивоа на интервенција. Внатре воланот е со рамно дно. Се среќаваат акценти од карбон и алкантара, а достапни се и Recaro спортски седишта. Цената не е објавена, но се очекува да биде 6-цифрена. Далеку поевтин треба да биде Bronco RTR, кој представува припитомена верзија на Raptor. Направен со намера да пружи можности за возење со големи брзини низ пустински предели, располага со големи тркала, повишено ослонување и надграден софтвер за подобрување на перформансите. За посилен визуелен настап се грижат бројни колорни акценти, а моторот е стандардниот 2,3 литерски турбо 4-цилиндричен со 300 конски сили со засилено ладење за полесно да ги издржи предизвиците. Треба да споменеме дека овој модел беше единствената премиера на годинешниот салон на автомобилите во Детроит. Nissan го обнови својот најатрактивен модел, спортскиот Z, кој во својата 5-та година го доби она што обожавателите најмногу го бараа – пофини линии, унапредено подвозје и мануелен менувач во Nismo верзијата. Каросеријата, која визуелно остана верна на постоечките пропорции, сега има порафиниран изглед и подобрени аеродинамички карактеристики. Вертикалните отвори во предниот браник се исфрлени, исто и задниот спойлер. Кабината остана позната, но со нов пакет материјали и украси кои дискретно освежуваат атмосферата. Ника и механиката нема корекции. Задржан е 3-литарскиот V6 мотор, од кој со 2 турбокомпресора се извлекуваат 400 коњи, додека Nismo верзијата ги има 420. Тие сепак различно се распоредени низ вртежниот опсек, благодарејќи на преработената мапа и измените во системот за палење на смесата кои резултираа со поостра реакција.
Останувањето доби други амортизери, а сопирачките се засилени. Новиот Nissan Z на пазарот во Јапонија ќе пристигне летово, нешто подоцна и во Америка, а како и досега планови за негово пласирање во Европа нема. Ново време, нови услови. Не се смалуваат само моторите на автомобилите, туку и каросериите. Фронтера некогаш беше голем теренец. Сега е спортско корисно возило кое е многу допадливо. Рака на срце ја користи архитектурата на Stellantis, но сепак Opel внесе своји гени во Фронтера. Пред се тоа е оваа предница која Opel ја нарекува визор, а за да се добие по-ефективна појава, исфрлен е малку браникот на нанапред. Тоа и дава на Фронтерата еден офроудерски изглед. Минималистичкиот дизајн е поддржан со фината контура на целата каросерија, а Opel добро се сети дека неговата пропаганда за овој модел треба да биде стрипска. Тоа се гледа и по брендингот на самиот автомобил. Што се однесува до интериерот, Фронтера ја дели судбината на сите нови автомобили. Тоа значи дека се подредено на дигитализацијата. Двата 10,25-инчни монитори имаат јасна графика и јасен приказ на работите. Што се однесува до интериерот, Opel се обиде да пружи емоции. Во GS Line тука имаме тапацир кој е биколорен и има интересни цитати. Корисна алатка и безжичното полнење на паметните телефони. Инаку конекцијата помеѓу телефонот преку апликација е многу ефективна и можете не само да го пресликате телефонот, туку и да ги користите сите оние гаджети кои ви ги овозможува телефонот. Персонализацијата на Фронтера е типично германска. Ако не може да се разликува од останатите припадници на групацијата Stellantis, што се однесува до опременоста на електронските системи и на екраните, тогаш Opel се истакнува со својот сетап. Фронтера делува типично германски и во возењето и во амортизацијата. Она фина подесеност која успеа Opel да ја направи е малку по-цврста, по-тврдо делува на патот, но затоа управувањето е извонредно прецизно и квалитетно. Моторот е трицилиндарски, 1,2 литрен турбаш, но сега поради обновениот благ хибрид располага со зголемена сила. Наместо 136 има 145 конски сили. И ако се потпрам на моето чувство што го имам зад управувачот, забрзувањата се многу по-линеарни, многу по-меко се однесува целиот механички склоп. Забрзувањата се подобри, одржувањето на брзината е исто така многу полесно. Вистинско задоволство е да се биде зад управувачот на Фронтера. Можеби на самиот почеток ќе имате по некоја предрасуда, особено поради нисколитражниот мотор, но овие мотори стануваат се подобри и во перформансите како и во економичноста. Просечната потрошувачка во моето возење изнесуваше 7,1 литар.
параметар сосема добар кога станува збор за благите хибриди со мала кубатура. Како што сами гледате во текот на возењето, имавме различни услови на возење. Од сув до мокар коловоз, па и коловоз прекриен со снег. А во тие услови на возење најважни се пневматиците. За жал, тест возилото е опремено со летни пневматици, па мора малку повеќе да се внимава. Но динамичките својства кои ги пружа Фронтера се многу задоволителни. Еве гледате, на оваков пат кој е измешан со снег, но и подзамрзнат, многу зрело се однесува целото подвозје. Дури и на оние микро нерамнини тоа се држи стоечки и ви овозможува прецизно да управувате. Се разбира, секогаш треба да биде брзината адекватна. Голем плюс за Фронтера е и звучната изолација. Во внатрешноста добро сте заштитени од надворешните шумови. Најмногу се слуша буката од пневматиците, но тоа е недостаток кај сите модели кои с повокација се кросовери. Нивото на опременост ГС ви нуди пријатна атмосфера во внатрешноста, па возењето станува вистинско задоволство. Списокот на опременост е доста долг и содржи многу системи за активна и пасивна безбедност, како и активни асистенти на возачот. Па, на крај се прашувате колку ли чини Фронтера. Во ГС нивото на опременост, поточно овој возен модел, чини 24.700 евра. Цена која е сосема прифатлива, бидејќи сите конкуренти, не само оние припадници на групацијата Stellantis, туку и другите производители имаат кросовери со оваа големина, а цената варира за неколку илјади евра. Opel добро се позиционира со оваа цена. И за крај, Фронтерата ми остави по втор пат добар впечаток. Ова можеби и не е од оние највозбудливи модели кои ги има Opel, но сепак покажува дека молнијата од Руселскајм се уште е полна со електрицитет. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.